Добро дојдовте на часот по географија за 7 оделение. Јас сум Виолета Тодоровска, предметен наставник по географија во Општинското основно училиште Ацо Шопов Бутел во Скопје. Цели на часот. Ученикот да се запознае со поимот структура на население, да осознае што е полова, старосна, економска, етничка, образовна и структура според местото на живење и домаќинствата, да ги разликува и објаснува структурите на население. Поим структура на населението. Под поимот структура на населението се подразбира поделба на населението во групи, одредени врз основа на нивните демографски одлики. Како основни се сметаат половата, старосната, економската, етничката, образовната и структурата според местото на живење и домаќинствата. Полова структура на населението. Половата структура представува сооднос меѓу машкото и женското население на даден простор. Таа е важна компонента, бидејќи од неа зависи природниот прираст. Во Република Македонија, според податоците од пописот, половата структура се карактеризира со доминантност на мажите наспроти жените. Според податоците од 1994 година, односот маж-жена од вкупното население во нашата земја бил просечно 1021 маж наспрема 1000 жени, односно 50,1% наспроти 49,9%. Речиси истиот сооднос важи и за 2002 година, кога повторно преовладуваат мажите со 1008 наспроти 1000 жени, односно 51% наспроти 49% од вкупниот број на населението. Овој показател се менува кај повозрасните. Така, например, кога се работи за населението над 50 годишна возраст, во сите пописи жените доминираат над мажите. Во 2002 година односот меѓу мажите и жените бил 966 мажи на 1000 жени. Меѓутоа, во некои региони познати по мигрирањето на машкото население, поради вработување во странство, доминираат жените. Такви се Полошкиот и Пелагонискиот регион, и во некои региони во Источна Македонија, каде што доминираат жените наспроти мажите од вкупниот број на населението. Во некои региони, како Маврово, Средорек во Куманово, Малешевијата и Маврови Арнови, соодносот меѓу мажите и жените е нарушен. Во овие делови живее мал број на население, а од вкупниот број на населението доминира женската популација. Причина за ваквата состојба треба да се бара во миграцијата на населението, особено на мажите кои мигрирале надвор од своето место на живење. Старосна структура на населението. Старосната структура на населението е важен показател за нивото на социоекономскиот развој. Старосната структура го покажува односот меѓу младото население, зрелото и возрастното население. Според оваа структура се гледа и односот на вработеното и издржуваното население. Населението според возраста се дели на три групи: од 0 до 19 години младо население, од 20 до 59 години зрело население и над 60 години возрастно население. Според последниот попис во 2002 година, младото население од 0 до 19 години сочинуваше 30,4%, зрелото население од 20 до 59 години учествува со 54,8%, возрастното население 14,8% од вкупниот број на населението. Според податоците во табелата може да забележиме намалување на процентот на младото население, додека процентот на зрелото и возрастното население се зголемува. Економска структура. Економската структура е во тесна врска со старосната структура. Преку неа се следи составот на населението по економска активност, како и структурата на населението по дејности и занимања.
Структурата на населението по активност се дели на три основни групи: активни лица, лица со лични приходи и издржувани лица. Како активни лица се сметаат оние кои вршат некое занимање и преку тоа остваруваат средства за живот. Лица со лични приходи се оние кои имаат свој приход од кој се издржуваат. Тие не се во работен однос, но обезбедуваат средства за живот врз основа на минатиот труд, како пензионери, инвалиди и други лица или врз основа на личен имот, потоа социјална помош, стипендии, алиментација, приходи од закупнина и слично. За издржувани лица се сметаат оние кои живеат од работата на активното население или од лицата со лични приходи. Во оваа група спаѓаат децата, учениците, студентите, неспособните за работа и други слични категории. Етничка структура. Етничката структура представува согледување на застапеноста на етничките заедници во вкупното население. Во Република Македонија етничкиот состав го сочинуваат македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци и други помалку застапени заедници. Најголемо учество во вкупниот број на население заземаат македонците. Во 2002 година учествуваат со 64,18%. Македонците се населени на цела територија на нашата земја. Тие најмногу се сконцентрирани во Источна Македонија и по Вардарието, а помалку во Западна Македонија. Градови со најголем број македонци се Скопје, Битола, Штип, Прилеп, Куманово, Струмица, Охрид и други. Албанците се втора етничка заедница. Во 2002 година регистрирани се 25,17% од вкупниот број на населението. Најголема концентрација на албанците има во Тетово, Гостивар, Кичево, Дебар, Струга, Куманово, Крушево и Скопје. Како трета поголема популација се јавуваат турците. Во 2002 година регистрирани се 3,85%. Најмногу се сконцентрирани во Скопје, Гостивар, Тетово, Жупа кај Дебар, Радовиш, Струмица и Прилеп. Српската популација е сконцентрирана најмногу во северниот дел на нашата држава. Во 2002 година регистрирани се 1,78%. Србите се најприсутни во Куманово и во Скопје и неговата околина. Концентрацијата на ромите е најголема во градските средини и нивната околина. Во 2002 година ромите учествуваат со 2,66%. Во Скопје тие имаат своја општина Шуто Ризари. Бошњаците учествуваат со 0,84% од вкупниот број на населението. Власите се сконцентрирани во градовите во Западна Македонија, Битола, Охрид, Струга, Ресен, Прилеп, Крушево, како и во Скопје. Во 2002 година регистрирани се 0,48%. Образовна структура на населението. Во проучувањето на демографската структура на населението, важно место зазема анализата на образовната структура на населението. Таа е значаен фактор за културниот развиток на популацијата, а преку него и за општествено-економскиот развој на државата. Всушност, од степенот на образовното ниво зависи унапредувањето на ред дејности, а особено науката, уметноста, во стопанството, обемот и квалитетот на производството и слично. Образовната структура на населението се менува во позитивна насока. Со закон е предвидено бесплатно основно образование за да нема неписмени граѓани. Од изнесените податоци за учебните години во табелата се забележува намалување на бројот на основните па и на средните училишта, а зголемување на бројот на учениците и студентите. Особено е зголемен бројот на учениците во средните училишта и тоа за 4 пати, а уште повеќе е зголемен бројот на студентите и тоа скоро за 7 пати. Структура според местото на живење и домаќинствата. Според местото на живење, вкупниот број на градското население постојано расте, изнесува над
58%, а селското население е застапено со 48%. И структурата во домаќинствата се менува, како и бројот на членовите во нив. Во 1953 година, бројот на членовите во едно домаќинство бил 5,3 членови, во 1971 година 4,7 членови, во 1991 година 3,7 членови, а во 2002 година 3,58 членови во едно домаќинство. Очекувани исходи. Ученикот знае за поимот структура на население. Објаснува за полова, старосна, економска, етничка, образовна и структура според местото на живење и домаќинствата. Објаснува сличности и разлики меѓу различните структури и го анализира значењето на истите. Домашна работа. Учениците да ги рангираат членовите на своето семејство во која структура на население спаѓаат. Ви благодарам на вниманието.